Фудбалските третолигаши од групата Исток во среда на програмата ги има надпреварето во редното 21 коло, во кое имаше интереси двојки, меѓу кои Василево Согово, потоа Слуга 1934 Овчеполе, кои се битни за редоследот на врвот на табелата. Ако се има во предвид дека Каменица, Саса и Плачковица се слободни во ова коло, од тука и вниманието за овие средби. На прекрасниот терен во Пекчево, силите ќе ги одмерат екипите на Кидго Пекчево и Тивери од Струмица. Времето е идеално за игра, што пак од друга страна привлече голем број навивачи, иако среда е работен ден. Впрочем, последните игри и резултати кои ги постигнува домашната екипа привлекуваат се поголемо внимание и се добар показател за тоа, како и изгледот на табелата кој вели дека екипата на Кидго Пекчево засега е на 6-то место со 35 освоени бодови. На денешниот надпревар Кидго Пекчево Тиверија Струмица меѓу гледачите и познатото фудбалско име некогашен играч на Брегалница и на повеќе реномирани екипи Дејан Дамјански. Добар ден, добро дојдовте еве во оваа репортажа на Ирис телевизија, збор од вас за денешниот надпревар и се вкупно за оваа традиција, значи фудбалот е тој што ги враќа луѓето на истокот еве на терените. Добар ден и поздрав до телевизија Ирис, кој ти си на некој начин и промотер на истоко за фудбалот. Па свака част на прецена Кире, на Кидго, газдата, кој овој запуштен дел тука кај нас во истоко, што инвестира у спортот, посебно у фудбалот, пошто знаеме и спортот што значи за денешно време и сегде, не само тука. На некој начин промоција на социализација на деца, на публика, дружат се и разменува мислење и така да свака част на Кири. Исто така инфраструктурно условите се подобрени, теренот е доста квалитетен. Па не, пошто ја сум од тука и ги знам тие за време како беше порано и сега, значи гледа се дека теренот и на времето беше еден од најдобрите у Македонија. Гледам сега е направено и трибини, собликувалната, така да се углобала кога инвестираш у негде, познава се дека добра инвестиција, значи дека ако нема пари, пак е прашање. Па пари, добра инвестиција и тогаш може да има и резултат. Така да свака му част еднаш за тоа што го има направено у Пешчево и надам се дека ќе се покаже тоа за неколку години дека уложувањето у фудбалот има резултат. Знаете ли тоа дека според вас, вие сте доста искусен, дека со подобрањето на овие услови ќе се врнат на картата на македонски фудбал и екипи респектабилни кои некош беа Брегалница, Делчево, Плачковица, Радовиш, да не ги редам? Пак ќе речем, јас сум секојаш и против нешто што не е добро, значи боле да го нема. Али Кире е баш пример дека не само сега и Делчево, и Пешчево, и Берово, и Виница, и Струмица, значи ипак треба пак ќе речем највише од федерацијата дека треба да помогне или државата да помогне на некој што ги гледа некои работи дека може да се инвестира, значи пак се врте околу парите. Пак ќе речем и ќе го пофалам Кире дека гледа се дека инвестицијата што се улага дека само треба он да биде издржлив по мене, така да истоко со голем јас бев уклучен малци у Малеш, така да има потреба истоко за враќање на некој пат која беше трета лига, беше некој пат како сега ќе речем и прва лига што беше, така да у глобала пак ќе речем дека вредноста на враќање на спорт у истоко и у Македонија е што повише клубови да се уклучат, да се вратат старите клубови, децата да можат повише да бидат на правиот пат, да не бидат злоупотребени, пошто ја ќе речем сега да не зборам за некои други работи што е за друга тема. Треба што повише да се инвестира у спорт. Присуството на гледачи е мотив за овие играчи, млади дечки да барат афирмација, меѓутоа и присуството на легендарни фудбалери, еве како и тебе, значи стимул и за гледачите и за играчите да ги има се повеќе на трибините. Па, Кире, сега ме прашаш пак нешто, затоа што ти викам, тоа е друга тема и за постојувањето на некои стари играчи, мислам стари играчи,
што прошли кроз некоја професија каква таква, така викам таква каква што е. Да, за децата треба да биде узор заради тоа што јас сум така израснал. Значи да не биле овие постарите, не би ми било на мене полесно затоа што сум учел од нив. Сега колку се тие стари играчи присутни на терените, тоа не сум баш по мене задоволен, поради некои други, сега пак ќе речем да не зборам за тоа, пошто тоа... Меѓутоа, добро и да ги има и на трибините. Да ги има и на трибините. Па, знаеш што, порано луѓето не барааше многу инвестиција надвор. Сега луѓето живеат и децата ги терат само за надвор, така да тоа е најголема трагедија за мен у фудбал. Децата треба да играат први тука, ако се добри, кидат негде. Така да не е спорно дека старите или некои играчи или што биле дека они сакат исто да гледаат, да бидат присутни на добар фудбал, да. Така да пак ќе речем, тоа е добар показател и така треба да се работи, за да после неколку години се види дека таа работа сега што работи Кире или у Делчево или у Струмица ќе има резултат. Дејан, јас си благодарам. Благодарам и на вас и поздрав уште еднаш до тебе и до Ирис. Свака ви час. Екипата на Тиверија е стар респектабилен фудбалски клуб, кој на просторите на Македонија битисува од 1923 година. Во текот на својата фудбалска историја настапува во повеќе конкуренции, меѓу кои и во првата македонска фудбалска лига. Во последните години овој клуб се судруваше со непријатни моменти, но сепак радува што сепак обстојува и најавува некои нови попријатни моменти за струмичкиот фудбал. За сега е на 10-то место на табелата со залиха од 20 бодови. Тренерот на Кит Го Пехчево, Трајче Сенев, кој настапува во бела комбинација, се реши за следните играчи: Јамаковски, Колев, Зафиров, Алексовски, Симевски, Тиквешанац, Денковски, Димовски, Владко Стојанов, Мартин Стојанов и Тонев, кој воедно е и капитен на екипата. На клупата за резерви фудбалери се Богдановски, Стојанте Стојанов, Ингелизов и Жежов. Тренерот на Тиверија Митко Петров се реши за следните играчи: Илиев, Стојков, Андонов, Каралијски, Ристов, Гонев, Делевски, Ѓоргиев, Јанков, Коцев и Гочев, кој воедно е и капитен на Тиверија. На клупата за резервни фудбалери се Глигоров, Гошев, Ивановски и Иванов. Главен судија на надпреворот е Спире Арсов, прв помошник е Јордан Ѓоргиев и втор помошник е Богданче Ѓоргиев, сите од Кочени. Делегат на надпреворот е Митко Бојаджиев од Тешиново, а контролор е Сашко Ангелов од Кочени. Почетиот удар на овој надпревар го имаше играчот на Тиверија со број 14 Јани Јанков, со што почеа фудбалските возбудувања. Уште во првата минута акција на домакините, Симевски одзеде една топка на средината на теренот и ја продолжи кон Алексовски, а овој веднаш по десно кон Зафиров. Следува центар шут по кој гостинскиот играч Делевски е побрз, по Симевски игра со глава и за кратко расчистува. Топката повторно доаѓа до Алексовски, кој веднаш центрира, притоа топката го удари во глава Гонев, иако домашните играчи бара пенал, судијата Арсов беше близу и даде знака играта да продолжи, а акцијата заврши со млак удар на Тиквешанац кој го одбрани голманот Илиев. Нова закана по голот до Тиверија имаше во 10-та минута. Долга акција во која учествува Тонев, кој го запаси Зафиров. Понатаму акцијата одеше преку Мартин Стојанов и Симевски, за да дојде повторно кај Димовски. Следува удар кој за среќа на гостите двојно го изблокираа Делевски и Ѓоргиев, пошто топката одиде во корнер. Нова акција на домашните играчи и нов корнер во 18-та минута, кој го изведе Дарко Алексовски. Одбраната на гостите беше нерешителна и топката доаѓа до Симевски, следи шут, но високо над голот на Тиверија. Во следната акција Стојанов додава до Симевски, но неговиот удар го изблокира Делевски, при што издудува само корнер. Најинтересна ситуација бележиме во 26-та минута, кога Алексовски го проигра Симевски. Овој со лоп удар сакаше да постигне гол, но од самата гол линија топката
По само 2 минути нова закана за гостите. Алексовски изведе корнер по кој топката се префрлаше по каздетиот простор на Тиверија. Марти Стојанов упати удар, а на 2 пати блокираше Георгиев и сепак топката доаѓа до Симеонски, шутира со глава во празен гол, но судијата реагира и на сигнал на помошникот голот го поништува поради офсайд. Последната акција во првиот дел за домакините ја запаче Колев, кој ја додава топката кон Стојанов. Овој продолжи кон Димовски, а овој за Алексовски кој центрира, затоа пак Зафиров шутира со глава, но во надворешниот дел од голот на Тиверија. Ова беше крај на првиот дел, со доста динамична игра, многу возбудување, но гол немаше. Второто полувреме започна со атака на домакините, кој голот на Тиверија, со желба конечено да се крунисе со гол оваа игра. Веќе во првиот напад Зафиров додава кон Денковски. Младиот бек сега во улога на крил упати центарчот, пошто Симеонски убаво награда ја спирува топката и атрактивно со ножички бие, но покрај голот. Веќе во третата минута Димовски краде една топка на средината на теренот. Додава кон осамениот Алексовски, кој јурнува по левата страна и е побрз од голманот Илиев, кој му тргна во пресред. Следува лоп удар и тоа успешен, но од празниот гол Андонов ја исфрла топката во корнер. Во 52-та минута Стојанов искористи една топка која упати кон Алексовски. Следи идеален центаршот. Младиот Симеонски го надскокне играчот со број 10 Георгиев и постигна гол за водство на Кит го Пекче во 1:0 за голема радост и на играчите и на гледачите. Се реде акции се бележа возбудување пред голот на гостите. Алексовски додава до Димовски, а овој продолжува кон Зафиров. Следи идеален центаршот, по кој топката доаѓа повторно до Димовски, кој веднаш шутира, но голманот Илиев со пад во нозе ја исфрла топката во корнер. Младиот Ангел Зафиров можеше да се простави на овој надпревар. Беше расположен за игра, но доста малерозен. 100% шанса имаше во 55-та минута, кога доби идеална топка во празно од Марти Стојанов. Зафиров имаше 1001 начин како да постигне гол, но шутираше лошо и топката отиде покрај голот. Следна акција имаше преку агилниот Денковски, кој го проигра Симеонски, но со Марти Стојанов не се разбра најдобро и пропадна оваа акција. Во 68-та минута бележиме нова акција и јуриш на Денковски кон противничкиот гол. Топката ја додава до Зафиров, а овој убаво центрира. Гостинскиот играч Делевски кратко раштистува со глава, а Георгиев исто со глава ја исфрла топката надвор од казнетиот простор и тогаш следи неубавиот момент. Дарко Алексовски во стил на вистински бразилски мајстор шутира од огромна далечина и постигнува вистински еврогол за водство на Кит го Пекчево од 2:0. Единствената можност за Тиверија да стори нешто повеќе беше во 72-та минута, кога голманот Јамалковски во желба да ја исфрли топката, таа дојде до гостинскиот играч Јанков, но на место беше и сигурно реагираше Колев, кој ја раштисти оваа ситуација. Во финишот на надпреварот следува уште неколку интересни и мощни атрактивни акции. Мартин Димовски упати топка кон Зафиров, кој шутираше лошо, но сепак топката префрли и дојде повторно до Димовски. Интервенираше гостинскиот играч Каралаиски, кој исфрли топката кон средината на игралиштето. Овде е прифатено влезениот Мики Жежов, кој распали како од катапулт вистинска бомба, која убаво ја здрма стативата на гостинскиот голман. Прекрасен потек за овации и аплаузи на отворена сцена за младиот Жежов. Уште не беа смирени импресиите од стативата на Жежов, а се дуваше нова атракција.
Денковски беше упорен, одзеде топка и супати кон голот на гостите. Го виде слободниот Димовски и веднаш и упати топката кон него. Следуваше нова бомба и ново дрмање на стативата. Нов прекрасен момент кој за жал на играчите на Кит Гопекчево не резултираше со гол. И тоа беше се. Крај на надпреварот Кит Гопекчево Тиверија 2:0 со головите на Симевски и Алексовски со 2 стативи и неколку нереализирани 100% шанси. Денес те биде во Пекчево го сетнав и Стојан Стојановски, некогаш играч на Бргалница, па едно мало подсетување на гледачите на РИС телевизија. Кој беше периодот кога се играше за Бргалница и кој беа твои клубски играчи тоа време? Па јас дојдов во Бргалница 78-79 година и бев таму до 83 година, кога отидов во војска во тогашната Југословенска народна армија. Па бех со едната од мислам од најаката генерација на Бргалница, со Стојков голман, со Лупчо Лазаров, потоа со Шумански, со Штериев, Иванов, Коцев, Ристов, па напред Гордан Здравков, Гоце Алексовски, Маđунаров, потоа дојде Мите Георгиев, Дракче Евтимов и секој се надпреварувавме за да се бориме за влез во втората Југословенска лига. Секојаш бевме во врвот на табелата. Играв и во четвртфинале на Купот на Југославија со Велеш во Мостар. Изгубивме 2:0, а Велеш имаше многу јака екипа. Славното БМВ. Славното БМВ. Тогаш Бајевич не играше за Велеш, него игра Вукое, па играше Окука, па играше Блаш Слишковиќ, па Владич, бранеше Енвер Марич, а головите ни ги даде Вахид Халиходжич. Тоа беа прекрасни моменти кога играчки стадион во Штип беше препол со гледачи. Накратко, после како се дуваше твојата кариера? Како дојде еве и до тоа да дојдеш овде во Пекчево? Па јас поминав 4 прекрасни години во Штип, стекнав многу пријатели, како фудбалски, така и други пријатели. Штип е прекрасен град, не можам да ги заборавам никогаш тие 4 години што ги поминав таму. После тоа отидов во војска, после војската се вратив во родното Пекчево, играх за ФК Напредок. Имавме исто тука добра генерација, влеговме и во втората македонска. Тоа време имаше Штипјани со тебе во Пекчево. Да. Напредок. И имаше Штипјани, Донче Лазаров играше, па бранеше како голман Васе. Васе, не се сеќавам како му беше презимето, па Ротето играше, па центарфорни беше Слободан. Играше покојниот Начо Кишишов, па центарфорни беше Слободан, кој беше исто и голгетер на Источната фудбалска лига. Збор два еве за овие нови моменти. Спасов, Слободан Спасов. Збор два и за овие најнови моменти ми се чини дека полека но сигурно фудбал се враќа на истокот. Добри услови гледаме не само во Пекчево, во другите места. И збор два за квалитетот на екипите. Па фудбал се врати во Пекчево благодарение на Китго, на газата на Китго на Кире. Гогов створи прекрасни услови, теренот е добар, се уште има некои работи кои треба да се отклонат, направи трибини и така да мислам дека се испуштија некои бодови есенски оддел, али екипата сега напред е консолидирана со нови играчи, се игра добар фудбал, публика доваѓа се во поголем број, а мислам дека на истокот се игра многу добар фудбал, има јаки екипи, мислам се градски екипи, почнувајќи од Малеш Беро, Китго Пекчево, Бргалница Делчево, Саса Македонска Каменица, Осогово, Овчеполе, Рудар, Беласица, Јака, Плачковица и така. На крај што екипарачата на Штипјани сигурно се останало на некој воспомени и ти имаш спомени за некој од нив. Па сакам да ги поздравам сите мои
сегаш бивши фудбал клубски колеги кои се уште се живи. Со некои се слушам од нив, кога доаѓаме у Штип се гледаме, се дружиме. Поздрав исто и на фудбалски Штип. Сакам Брегалница да направи стварно добра екипа и да барем да излезе да го освои купот на Македонија. Јас ти благодарам. Благодарим и на вас. Еве ги комплетните резултати од ова 21 коло. Слога 1934 в Чеполе 0:2. Напредок Здраве Радово Беласица 0:4. Малеш Работник Џумалија 1:0. Кит Го Пекчево Тиверија 2:0. Василево Согово 1:3 и Рудар 1947 Брегалница Голак 5:3. Табела: Беласица е прва со 55 бодови, второ место Плачковица 48, на трето место Согово 45, четврто место Каменица Саса со 40, пето место Чеполе 37, на шестото место Кит Го Пекчево има 35. Следуваат Брегалница, Напредок Здраве Радово и Василево со по 21 бод, а Василево е казат има минус 3 бода со овие 21. 10-то место Тиверија 20, 11-то место Малеш 19, 12-то место Работник Џумалија со 18 бодови, 13-то место Рудар 1947 со 17 и на последното 14-то место Слога 1934 со 14 бодови. Во неделя ќе се одиграат надпреварите од редовното 22 коло, во која нова средба ќе имаме во Кочани, каде што ќе се сретат екипите на Осогово и на Кит Го Пекчево.